Да го започнеме утрото со спорт за подобар развој на сите нас, посебно на дечињата. Утрово на тема пливање зборувам со Валери Ѓоргиевски, инструктор по пливање. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, ви благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Одлично се. Дали со пливање треба да започне секој утро? Секако, како што пливањето треба да го започнеме уште од наутро. Како што велат постарите, утрото и денот се познава, така да најубав можен начин е да го започнеме денот со пливање. И со физичка активност. Да, долги години сте инструктор по пливање. Во моментов работите со дечиња со попречености. Тешко ли беше да се навикнат на оваа нова средина и како вие се чувствувате кога работите со нив? Задоволството кај мене како тренер навистина е големо. Треба да вложиме доста енергија, доста труд со дечиња со попреченост. Исто така и задоволството и кај дечињата е големо, бидејќи кога се во водена средина, тие се навистина пресреќни. Да, работите и со дечиња со оштетен вид? Да, работиме и со нив. Исто така и тука треба да се вложи доста енергија и труд. Навистина се вложуваме да ги вклучиме сите во општеството, да биде општество за сите. Како се чувствува еден тренер кога ќе види задоволно дете кој што излегува од базена, претходно се разбира тој му го пренел своето знаење? Чувството да се биде тренер на ваквите дечиња со попреченост и со слепи дечиња навистина е убаво, бидејќи правиме еден хуман гест, правиме едно дело каде што им помагаме на дечињата да научат да плива, да ги научат пливачките техники и исто така да се ослободат од стресот кој го имаат повеќемина од дечињата. Да, кои се всушност сите придобивки од сета оваа активност? Бенефитите од пливањето се навистина големи. Најпрво се ослободуваме од стресот, ја подобруваме психофизичката состојба кај дечињата, ја подобруваме работата на кардиоваскуларниот систем и работата на срцето. Секако, исто така е многу важно за моториката кај дечињата со попреченост. Како изгледа еден час кога ќе дојдат дечињата? Како се подготвуваат да влезат во базен? Најпрвин правиме предвежби пред почетокот на часот, значи се го загреваме целото тело. Подоцна имаме појаси кои што се ставаат околу грбот, имаме помагала, пловки пред влегување на базенот, обавезно мора да го загрееме нашето тело. Да, безбедни се секогаш дечињата? Секако, за тоа се тука помагалата и пловките кои ги спомнав и појасите. Исто така тука е цел тим кој се грижи за дечињата. Едни се од згора на базенот, други влегуваат во базенот, секој детенце си има свој инструктор посебно. Тешко ли да се победи стравот кога се влегува во вода на дечињата? Значи тука тоа е еден процес каде што треба време дечињата да го победат стравот. За мене како инструктор најголем успех е кога дечињата ќе го победат стравот, бидејќи подоцна оди се полесно и полесно во врска со учењето на техника и ослободување од стравот. Што велат родителите? Како се тие задоволни? Родителите се навистина задоволни од нас тренерите, бидејќи навистина се вложуваме, треба доста енергија да се вложи и труд. Родителите се пресреќни и го ценат овој гест кој го правиме. Како инструктор по пливање со долгогодишно искуство, порака до сите оние кои што не гледаат, зошто да го одберат спортот, зошто пливањето? Порака и до помладите и до повозрастните можам да кажам дека сите треба да се занимаваат и со физичка активност и посебно со пливањето, бидејќи бенефитите се навистина големи, како што ги набројав и претходно. Уште од мали нозе, најубаво е дечињата да почнат со практикување на овој спорт, бидејќи не се знае, еден ден можеби ќе спасиме нечи живот. Да, и мора да споменеме, иако работното време од 6 часот изутрина, се чекаше ред за да се влезе во базен, што навистина не радува, затоа што се подигнуваат оние навики за здрав спортски живот. Токму така, ме радува и тој факт, навистина уште од 6 наутро луѓето веќе како здрава навика им станува и почнуваат уште од 6 наутро да пливаат, така да за голем поздрав е веќе што почнуваме со здрави навики. Да, не мора само пливање, било кој спорт? Секако, било која физичка активност, најубаво ќе ни биде да го почнеме денот со физичка активност. Благодарам на одвоеното време. Благодарам на вас.